Проблемите со тироидната жлезда и состојбите поврзани со неа некако се почесто се провлекуваат во текот на изминатиот период. Што представува тироидната жлезда, како таа е поврзана со исхраната и колку здравата исхрана и балансираната храна може да влијаат врз подобрување можеби на состојбите и проблемите кои што ги имаме со тироидната жлезда. Ова утро разговарам со магистер Емилија Спасовска-Мојсовска, нутриционист, токму на оваа тема. Емилија, ви благодарам што не пречекавте во ова убаво ваше сладко местенце да поразговараме за оваа навистина актуелна тема. Ќе се сложите со мене во периодов, односно низ текот на годините наназад. Што представува тироидната жлезда и ете колку е важна поврзаноста на тироидата со исхраната? Така, благодарам секако на поканата и со драго срце ве прими во моето студио да дадеме совети за гледачите тема тироидната жлезда. Пред се тироидната жлезда е жлезда со голема улога, иако е мала, отприлика големината, односно тежината е 40 грама, сместена е под адамовото јаболко и личи на форма на штит или лептир, каде што го добила па и самото име, нели, штитна жлезда, распоредена во два лобуси, лев и десен лобус. Функцијата на тироидната жлезда има огромна улога во целокупното наше тело. Значи, таа диригира многу функции, како што се процесот на оогениза, спермогениза, за процесот на протеините, јаглехидратите, за терморегулацијата, буквално за сите процеси кои што можеме да замислиме што се случуваат во нашето тело, таа е диригент. Со тоа што раководена е од виши центри во хипофизата, со тоа што има активни хормони кои што се вклучени за незината функција. Тоа се тетрајодотрионинот, триодотрионинот и помалку важен калцитонинот, иако секако е важен. И кога ќе дојде до одредено пореметување на оваа жлезда, односно на референтните вредности, имаме хипо и хипертироидеа. И тука веќе настанува проблемот, нели, состојбата на тироидната жлезда е нарушена и треба да се посети ендокринолог да даде одредена анамнеза за терапија, за примање на терапија. Најчесто терапијата е еутирокс, каде што ја препорачува лекар, меѓутоа не се запира тука. Подеднакво, нели, и жените и мажите веќе е поместена границата, па и дечињата го имаат ова нарушување и секако покрај терапијата важна е исхраната. Кога станува збор за хипотироидија, тоа значи дека е забавена функцијата на тироидната жлезда и значи дека е забавен метаболизмот. Отежнато празнење на цревата, вишокот на килограми се тука во прашање, замор, малаксаност, што најчесто ја поврзуваме со таа состојба поврзуваме со умор и најчесто нарекуваме уморна домаќинка, нели? Со тоа што за да го забрзаме метаболизмот потребно е да внесеме храна која што малку ќе ги раздвижи цревата и метаболизмот и ќе внесеме храна која што е соодветна за оваа состојба и секогаш дали е во хипо или во хипертироидеа настанат проблемот, треба да имаме храна која што е балансирана. Значи протеините секако се важни да ги внесеме, тие и покрај тоа што се важни и за мускулно-скелетниот систем, важни се и за тироидната жлезда, протеините и јаглехидратите, односно јагленохидратите кои што се сложени, здравите масти и тука би го акцентирала селенот дека е исто така важен за подхрана на тироидната жлезда, односно за конзумирање во текот на денот 100 мг, па и некогаш, нели, доколку е суплемент, но некогаш и бразилски оревчиња 2 до 3 каде што ќе потпомогнат за функцијата на тироидната жлезда, но не може само една намирница да помогне. Тука треба да се смени целиот протокол, како за хипо, така и за хипертироидеа. И она што сакам да го кажам, измеѓу овие две состојби имаме Хашимото тироидит, што е исто така автоимуно и важно е тука исхраната да бидат елиминирани оние производи кои што содржат глутен и неколку месеци абстинирање од храна, односно елиминирање на храна на глутен, видно ја подобрува функцијата на тироидната жлезда, така да има одредени луѓе кои што имаат и хипотироидеа или хипертироидеа и имаат други симптоми, односно други состојби, каде што најчесто е како метаболен синдром,
синдром, кај одредена група може да се појави инсулинска резистенција, може да се појават и полицистични јајници, така да целокупно се гледа и се следи состојбата на одредена индивидуа, меѓутоа кога е веќе нарушена тироидната жлезда, па и со полицистични јајници и инсулинска резистенција, тука внесуваме храна која што е погодна и за сите овие состојби. Она што се случува кај хипертироидијата, нели во едната рековме дека е забавен метаболизмот, а тука во другава состојба се одвива многу брзо, нели брзо чукање на срцето, трошење на коските, на калциумот, па затоа е важно да се внесе храна која што е богата и со калциум, намалувањето на килограмите не сакајки, значи се случува кај овие луѓе кои што имале и вишок килограми, но меѓутоа кога во хипертироидија може да се случи да изгубат многу килограми, каде што е малку потешко и да се вратат, самата состојба на тироидната жлезда тоа го прави, меѓутоа кога ќе се направи избалансиран протокол кај што ќе се внесат и витамин Д, и калциум, и пробиотици, и балансирана исхрана, тогаш веќе имаме една рамнотежа за состојбата на тироидната жлезда, малку да ги подобриме сите оние симптоми кои што се случуваат, замор, малаксаност, поспаност, и секогаш ние припишуваме на временските рамки или на времето, меѓутоа нешто се случува во нашето тело, тоа треба да го препознаеме. Одредени намирници, многу често со клиентите се соочувам, кажуваат одредени намирници не смеам да ги јадам за тироидната жлезда. Тоа се фамилијата на брасикаце, зелките кеј, прокеј. Меѓутоа јас би рекла колку ние количина на зелка треба да изедеме за да биде тоа како гоитроген фактор. Кога имаме равнотежа во исхраната, значи и количината на зелка и количината на кеј и прокеј нема да направат никаква штета во телото, меѓутоа секако дека треба да обрнеме внимание како гоитроген фактор, условно кажано би кажала процесираната храна, храната која што е богата со прости шеќери, белото брашно секако треба и во двата случаи да се исклучи, и физичката активност секогаш ја советувам. Да ги препознаеме на време симптомите, на време да отидеме да се провериме и на време да направиме нешто со нашето здравје и со нашиот режим на исхрана. Исхраната е клучна за се. Токму така, многу убаво го објаснивте целиот оној процес на сите оние кои се соочуваат со состојбите поврзани со тироидната жлезда, што покажува искуството колку се консултираат со вас како нутриционист, колку бараат совети. Ги споменавме двете категории на групи, оние кои што се соочуваат можеби со намалена телесна тежина и оние останатите кои што поради тироидната жлезда им се покажува телесната тежина. Верувам дека бараат совети од вас и верувам дека нутриционистот е клучен во оној синџир на луѓе кои што ја третираат состојбата. Така, ние нутриционистите секогаш ги даваме советите за одредена состојба, односно здравствена или здравствен проблем, па и превентивно. Да, многу често се советуваат луѓето, многу често земаат протокол на исхрана за одредена состојба, па дури и превентивно, нели сакаат да имаат начин на исхрана кој што знаеме, имаме многу диети кои што кружат на интернет и навистина може да го нарушат здравието, меѓутоа кога ќе биде препишана терапија на некој начин или исхрана од нутриционист, тоа е соодветно со здравствена слика, односно со крвна слика, хормонален статус, веќе е подруг пристапот на клиентот за да се направи соодветен режим на исхрана. Едноставно храната е таа што ние имаме, меѓутоа треба да биде правилно распоредена за одредена состојба. И секако, нели, да знаеме каква храна јадеме, тоа да биде органска храна, колку што може, и да имаме почести, помали оброци и количината да биде разумна во текот на денот. Да, и кога веќе ги споменавте диетите и сите оние режими кои што можеби и на своја рака се ги препишуваме и земаме, колку е сето тоа ризично без консултација со стручно лице, без консултација со нутриционистот и посебно во ситуација кога се соочуваме можеби со некој здравствен проблем или можеби со тироидата која денес не е тема. Апсолутно, кога на еден организам не му се дадени потребните нутриенти и едноставно не се вклучени сите биланси кои што јас ги нарекувам, може да дојде, ако е тоа на долг рок, може да
да дојде до нарушување и на функцијата на тироидната жлезда, може да се случи и проблем со инсулинската резистенција, едноставно кога хормоналниот статус е пореметен и има отстапување на референтните вредности, веќе сме го направиле проблемот. Секогаш велам дека протеините, сложените јаглехидрати, витамините и минералите кои што ги црпиме од нашата природа, тоа е благодет за нашето здравје, а ние ако сакаме да постигнеме брзи резултати, дали е тоа за на плажа или пак за некаква нели веселба или свадба, за 15 дена не можеме ние нешто многу да постигнеме, меѓутоа тоа треба да биде на долг рок. Разумно планирање, што треба да направиме ние со нас, нашето тело, доколку имаме вишок килограми, тоа да не биде за 7 дена имам веселба, па треба да ги намалам килограмите. Тука веќе правиме голем проблем. Многу ви благодарам за сите овие исцрпни совети, препораки, информации поврзани со храната, од друга страна храната поврзана со тироидната жлезда, и ви благодарам уште еднаш што бевте дел од утринската на телевизија. Со задоволство секогаш, секоја следна тема ќе ми биде предизвик да дадам совет на гледачите. Така е, а ова утро даваме совети и препораки токму за поврзаноста на состојбите со тироидната жлезда и значењето на храната. Во прво лице разговарав со нутриционист магистар Емилија Спасовска-Мојсовска. Се надевам дека пренесовме важни и корисни информации, можеби за сите вам кои што непосредно сте засегнати токму од овие состојби. Ве поздравувам и ви благодарам за вниманието.